Почитувани гледачи, во рамки на емисијата Рано наутро денес сме во посета на општина Пробиштип и исто така во посета кај познатиот копаничар овде во Пробиштип, господинот Слободан Димитровски, познат под прекарот Цобе. Од кога започнавте, господине Цобе, да се занимавате со овој занает? Добар ден. Најнапред поздрав на гледачите на Канал Плюс телевизија. Почетоците мои се некаде околу средината на 90-тите години. Тоа беше периодот кога државата малце падна во криза и барајќи екзистенција почнав да се занимавам со копаничарство. Претходно работев како сликар, изработував слики и од тоа екзистирав. Во меѓувреме почнав да истражувам, ме интересира и други техники во уметноста. Нешто почнав со војарство и копаничарство. Видов дека копаничарството како техника е многу интересна и почнав да тие првите обиди да ги практикувам. Почетокот беше малце тежок, бидејќи тука во нашиот крај немавме мајстор од кого може да се учи, па така сам истражував нешто, имаше литература и помина еден период од 3 до 4 години во интензивно работење и учење. После тоа веќе стекнав едно искуство и до ден денеска веќе сум на едно повисоко ниво на работа со копаничарството. Така, дали ви помага некого? Околу учењето на изучувањето на овој занает немав помош од никого. Имаше уште 2 деца од Злетово, па така меѓу себе си разменувавме искуства. Подоцна се зачлени во Сдруженијето на копаничарите на Македонија и таму често одев на нивните изложби, се дружевме со останатите копаничари од Битола, од Охрид и така разменувавме искуства и практични совети конкретно за изработката на копаничарските дела. Така, до сега за каде имате направено вакви дела? Па има многу изработен за овие 20 години. Претежно мојата работа е работа со црквата, изработка на работи што се потребни на црквата, како иконостаси, потоа владичи тронови, целивални певници. Можам да речам дека 90% од работата што ја работам е за потребите на црквата. Останатото е се порачки, било икони, било некои делови од мебел. Колку пари е едно дело да се направи? За колку време се прави? Тоа е, мислам, релативна работа, околу цената. Зависи големината на делото, зависи стилот на резбата, дали е плитка, дали е длабока, подкопана. Во самата изработка на делата постои неколку стилови на работа. Имаме плитка, подкопана, ажурна резба и во зависност од тежината, ажурната е малце потешка за работа и се формира цената. Исто и времето на изработка, зависи од делото. Помалите парчиња може да се изработат за ден-два, а има работи кај што, например, ќе требат и неколку месеци да се изработат. Пример ќе кажем, да речеме за тајната вечера. Тајната вечера ја имам работено негде месец и пол временски период. Така, овој занает дали заминува во историјата, дали младите се интересираат? Па не заминува, беше едно време малце така занемарен. Ако се вратиме наназад малце во времето, од времето на Петра Гарката, тоа негде 1850 година, кога се изработени големите иконостаси во Лесново, во Свети Спаси и Бигорски,
А после тој период доаѓа до стагнација на копаничарството, се јавува тук таму по некој копаничар, дури во средината на 70-тите и 80-тите години со афирмацијата на Сдруженијето на копаничарите почнува малце да се враќа занаетот како во рамките на уметноста, нели, и изработката на копаничарски дела. Има моментално во Македонија има доста луѓе што се бават со копаничарство. Поголемиот дел се така како хоби го работат, мал број го работат професионално. Мислам дека копаничарството има иднина, има потенцијали. Дали може да се живее со овој занет? Па може, сега знаеме дека ситуацијата во државата е малце така тешка, не е баш најдобра, но може да се живее така, една просечна плата може да се извади. Така, еве од кое дрво најчесто се прави? Од кое може да се прави? Копаничарството се работи, конкретно ние во Македонија работиме исклучиво на орев. Значи може да се работи и во други дрва, може мислам во црешово дрво, во липа, само тие се дефицитарни материјали, така да оревот е како најдобар за работа за копаничарството. Така, еве кои манастири и цркви досега имат ваша изработка, ваше дело? Да ги споменеме некои познати во Источна Македонија. Па, така, првиот иконостас го работев 2001 година, тоа е во Кочани, после тоа има повеќе работеме, последниот го работив во Ново село во Штип, во црквата на што градеше Сашко Миладинов. Таа ја работевме заедно со колегата Зоран Моневски од Пробишип, исто и тој е копаничар. И исто го изработив иконостасот во црквата Света Петка во Сењекот во Штип. Тука минатата година го работевме во Пробишип во Параклисот исто иконостас. Малецо моментално сега работам на едно иконостасче во Агино село, тоа е Кумановско. Исто таму прават нова црква и за таму го работам. Во моментов дали некого ви помага? Моментално работиме со колегата Зоран Моневски, инаку други помошници немам, пошто младите некако не се заинтересирани за ова е малце за копаничарството, малце е помако трпна работа. Знаеме, тие сакат малце побрзо заработувачка, нели? Инаку за ова треба еден период да се пројде на изучување, па после тоа да си добиеш еден квалитет во работата. Така, ево ова дело што стои пред нас, за колку време може да се направи? За колку време го правите? Што е ова? Ова е еден цветен мотив, помал формат, но е доста комплициран, така да тука е применета таа длабока подкопана резба и ќе треба за изработка комплетна на ова дело ќе треба едно 6-7 дена да се комплетира. Така. Дали препорачувате еве повторно на младите да се занимаваат со оваа уметност? Па им препорачувам секако, ова е убав занает и доста е поврзан, нели, со уметноста. Секој што има афинитет кон уметноста може да го работи. Малку треба стрпление, така не може одма да се дојде, нели, до финансиски средства, треба да се изучува прво занаетот, да се стекне едно ниво на квалитет и после тоа полесно е. Ова беше разговорот со познатиот Слободан Димитровски во Источна Македонија и познат како потпрекарот Цобе, познат копаничар кој направил многу уметнички дела на секаде во Македонија.